дискредитација во обид да се зацкријат зошто не се исправуваат пред задачите што народот им ги поставува. Например, за нив е популизам кога предложивме намалување на патните трошоци. Добро, зарем не ја гледаат фрустрацијата која постои меѓу народот? Зарем треба да бидеш генијалец да ја видиш таа фрустрација? Апсолутно тоа е популизам. Значи, го опипуваш пулсот на народот, го гледаш консензусот кој постои како став во народот и тоа пробуваш институционално да го пренесеш. Тоа е популизам, апсолутно, ама треба да се одговори на таа народна фрустрација и тие бегаат од тоа за да се зацкријат. Знаете како представуваат некоја слика дека они се толку озбилни државници, мора да носат некои тешки одлуки кои народот не ги разбира, кои мора да бидат стратешки и сите тие работи, а за тоа се крие нивниот гол приватен интерес. Еве, например, за нашите другари левичари од ЗНАМ, ние сме популисти, а они крваво се бореа да добијат трет директор на царина. Например, во Македонија има директор, заменик директор на царина и сега заради ЗНАМ нивната визија за државата, државничка, пошто се они не се популисти, требаше да се отвори трето место директорско за нивен кадар да се најде таму. Така да, за сето тоа, за сите тие напади се крие безидејност, затоа што меѓу другото пратениците на ЗНАМ се безгласна буква во собранието, ништо не прават просто, си ги гласаат законите кои им ги испорачуваат министрите на ВМРО ДПМН. Меѓу другото, иначе во законите се менува Република Македонија во Република Северна Македонија секаде. Вие најдобро сте запознаени во Куманово дека тука се појави, не знам, Лазар Колишевски во видот на Максим Димитриевски и се чукаше во гради дека тој ќе ги понесе асономските... Не се чукаше во гради, ударao се и он у грудима. Ударио се у грудима, баш така, да. Па добро, ствари, од таа школа е, од школата на Заев, нели? Леле, сега и јас ќе бидам популист покрај вас. Изгледа, тоа е опасна работа, да. Што Популиста бити не е лако. И работата е што, значи, он е од таа мисловна школа заевистичка, да кажеме, и многу луѓе мислам дека забораваат дека тој беше дел од раководството на СДСМ кога Преспанскиот договор се носеше. Тогаш што ја агитираше за Преспанскиот договор. Преспанскиот договор кој, меѓу другото, покрај промената на името, стипулираше дека ние треба прогласот на АСНОМ да го тргнеме од уставот и тоа го направивме. И сега 5 години подоцна се појави таа цела приказна дека тие се, не знам, наследници на некои асномски идеали, на некои такви работи, но мислам дека веќе е евидентно дека тоа беше една голема циркузијада и дека од тоа нема нешто многу.